oblata во Македонија. Староец. Староец е средно село, кое се наоѓа во општина Кичево. Селото се наоѓа во областа Долно Кичево, во јужниот дел на територијата на општината, недалеку од регионалниот пат Кичево, Македонски Брод. Селото е рамничарско, на надморска височина од 610 метри. Од градот Кичево е оддалечено 6 километри. Староец е сместено на подножјето на северозападната страна на планината Баба Сач, во горното течение на реката Треска од незината десна страна. Околни села се Карбуница, Вранештица, Челопеци и други. Селото има збиен тип. Постојат две маала, Горно и Долно. Во маалото, роднинските куќи се групирани и поблиски една до друга. Некои од групите се нарекуваат Чапевци, Јаорчани, Локовци и други. Крај самото село, од јужната страна, извира бистар поток, кој потоа, минувајќи низ самото село, се влева во реката Треска, од незината десна страна. Во непосредна близина на селото е и трасата на стариот пат Кичево, Демир Хисар, Битола. Селото е обкружено со густи јасенови, букови и борови шуми, а во долниот дел со обработливо земјиште. На атарот на селото се застапени хумусната почва во алувијалната рамнина на реката Треска, глинестата почва на планинските падини источно и јужно од селото, каде што се наоѓа и ископ за глина, како и црница и карст во помала мерка, западно кон селото Карбуница. Селото Староец е едно од постарите села во Кичевско. Под името Старовец се споменува во втората половина на 15 век, кога броело 49 словенско-христијански куќи. Покрај ова историско споменување, за старото на селото говорат старините околу него, како и карактеристичните топоними. Во народот се говори дека тогашното христијанско село се наоѓало во местноста Селиште, сместено југозападно од денешната местоположба на Староец. Таму се наоѓаат остатоци од цркви, гробови и извира извор, наречен Извори. Потоа христијанското население се иселило, а мал дел преминало во исламот. А за селото е познато меѓу денешните негови жители дека во минатото, во 19 век, било населено со македонци, муслимани и турци. За време на Елинденското востание, во август 1903 година, комитските чети од соседното село Карбуница го нападнале турското население од Староец и успеале да протераат поголем дел од него. При ослободувањето од отоманската власт во 1912 година, селото било торбешко со 60 куќи, а неговите жители говореле на македонски јазик. Дел од неговите родови имале словенско потекло, додека останатите биле арбанаси, доселени од кичевското село Туин, како и од емирхисарското село Сълп. За време на Балканските војни, во септември 1913 година, се кренал албански бунт во областа, во кој учествувале муслиманите од Староец. Тогаш во Кичевско пристигнала српската војска од Прилеп и едни четнички групи од Пореча. Сите куќи во Староец биле запалени и наголем дел од мештаните биле убиени, спасувајќи се единствено по некоја жена со деца, кои побегнале од Кичевско
или во соседното Лисичани. До 1921 година селото не постоело воопшто. Дури во 1921 година од Кичево се вратиле 5 торбешки семејства, а во периодот до 1928 година се доселиле 6 македонски семејства. Од 1946 година започнало ново населување на Староец на македонци, додека малобројните торбеши се иселиле. Најголем дел од доселениците биле од Карбуница и од Горно и Долно Доброноец. Помал број на доселеници имало и од другите планински села.